Почитувани гледачи, продолжуваме со делот Наменет за здравје. Ракот на јајници е втор по смртност малигно заболување кај женската популација и го нарекуваат тивокубиец. На оваа тема денеска ќе разговараме со доктор Ирена Шуплиновска-Јордановска, специјалист гинеколог од Аџибадем Систина. Доктор Шуплиновска, добре дојдовте во магазин Здравје. Благодарам на поканата. Зошто ракот на јајници го нарекуваат тивокубиец? Ракот на јајници е секогаш актуелна тема кај женската популација, пошто е релативно чест, а смртноста од него е секако голема во споредба со процентот и смртноста на другите карциноми на женските генитални органи. Самата формулација тивокубиец е ради тоа што се открива најчесто релативно во подоцнежни стадиуми. Зошто е тоа така? Заради тоа што јајниците на жената, знаеме дека лежат слободно во стомачната празнина и додека тој тумор расте, има каде да расте, во смисла не е на некое место каде што веднаш ќе притисне или ќе даде болка или ќе може да се забележи како некоја маса што расте на телото. Значи има доволно време и простор да се шири додека ги појави своите први симптоми. Така што најчестото доаѓање во подоцнежни стадиуми е веќе кога има и други симптоми како отекување на стомакот со течност, некои други болки, анемија, слабење и некои други пропратни симптоми или метастази на некои други органи и пропратни симптоми што одат генерално со сите малигни заболувања и заради тоа е баш тој термин тивокубиец, бидејќи самата жена не може да го осети или напипа или почувствува кога е, да речеме, се уште мало, освен ако нема некаква среќа нешто да се случи па да го открие. Јас да ги повикам и нашите гледачи дека може да се јават во живо и да постават прашање до нашиот денешен гостин. Доктор Шуплиновска, велите не може да осети жената, не може да го напипа, меѓутоа кога може жената да иде и да отиде на гинеколошки преглед, да ги провери јајниците, да знае, да кажеме сега не превентивно, меѓутоа навреме да се открие доколку има рак на јајници? Скрининг метода класична за оваријален карцином не постои, без разлика колку често одиме на ултразвук или се прават некои тумор маркери, за разлика од карциномот на грло на матка, кој што како скрининг метода со ПАП тестот се намали преваленцата и смртноста заради раното откривање. Меѓутоа, секако редовно одење на гинеколог, бар еднаш годишно или тие што имаат некаков ризик фактор плюс 2 пати годишно, може да најде некои промени кои што може да се извадат рано и да добиеме некој стадиум во почетокот, кој што секако е подобар животниот век, очекуваното преживување и лечењето на самата болест. Не дека секој од овие ракови се открива толку доцна, секако има некои сицисти што се на почетокот, кои што се извадени на време, кои што дури некогаш и не требаат и дополнителна терапија. Затоа со редовно одење на гинеколог, сепак таа некоја евиденција што се случува со јајниците, посебно како бил претходно, како е сега за 6 месеци или за 1 година, може да не биде некоја водилка во здравието на гениталните органи и јајниците. Така, кои ризик фактори може да бидат причина за да се појави рак на јајници кај жените? Рак на јајници вообичаено се оние сите ризик фактори вкупни кои што се за сите малигни болести, како што се пушењето, стресот и нездравата исхрана. 10 до 15% може да бидат и хередитарни наследни, кои што се поврзани со мутација на едни гени BRCA1 и 2, кои што се исто врзани со карцином на ендометриум, на гради или колоректален карцином. Меѓутоа, сепак деново мутациите од кои што настанува овој рак не се наследни, односно 80 и повеќе посто немаат врска со гени и со наследност, туку се случуваат, да не звучам лаички, меѓутоа од лоша среќа, како што секој карцином би се појавил. Значи, да не ги плашам се жените, да не влагам, може некогаш и некој
други состојби и патологии што биле на јајниците да доведат со текот на животот до некоја трансформација во оваријален карцином, меѓутоа сепак се тоа некакви си поретки случаи. Оваријален карцином буквално може да се случи на било која жена, значи статистички една од 75 жени има шанси во текот на својот живот да заболи од оваријален карцином. Пред да продолжим да им дадеме предноси на нашите гледачи, имаме гледач на линија, повелете во програма сте? Поздрав до вас во студиото и до докторката Шуплиновска-Јордановска. Ви благодариме. Значи имам диагноза малигна неоплазма на дојка. Веќе лечењето ми е започнато и се е во ред 3 години. Сумната моксифен од 20 мг. И сега поделени се мислењата зошто, значи на некои се поделени мислења да се вадат, да се направи оперативен гистеректомија на јајници и матка, а некои викат дека треба само да се следи состојбата на јајниците и матката. Прашањето ми е, значи, какво е вашето мислење за овој дел? Колку години? Сега контролите се во ред, ендометриумот нема никаква промена, а поминатите веќе 3 години. На која возраст Во која возраст сте, само кажете? 45 години. 45. Да, поделени се мислењата, зашто не сите и карциноми на дојка се исти, не исто се поврзани со оваријалниот карцином. Значи, овдека многу зависи какво е рецептивноста на карциномот на дојка на естрогени рецептори. Значи, дали е хормонски зависен, значи, туморот на дојката, колку се тие со проценти рецептори за естрогени. Знаеме дека јајниците сами по себе лачат естрогени и нивната, да речеме, прекумерна функција може да дадат поттик за карциномот на дојката и на другата града или на оваријален карцином. Меѓутоа, како што рековме, исто така треба да се испитаат тие носителство на гени, дали има врска со наследност. 45 години има сега пациентката, тоа се случило на 42, што е, да речеме, и релативно рано. Веројатно се испитани мутациите на тие гени, ако не се испитани треба да се направат, зависи во кој стадиум исто била карциномот на дојката и не е се исто да се извадат матка и јајници на жена што е веќе во менопауза и возрастна, отколку жена која што е на 40 на години. Не збориме само во врска со породување, бременост или нешто слично, меѓутоа хормоните само по себе се многу битни за целокупното здравје на жената. Не е идејата само да се добива мензис, туку за целото тело, за кардиоваскуларниот систем, за снага, за либидо, за сите тие работи, така што не е без причина, чисто превентивно, доколку нема добра корелирана поврзаност, јајниците сами по себе, само ради тоа што жената има карцином на гради, не се вадат. Меѓутоа, секако е препорака на онколог за секој поедин случај, по зависност од колкав е ризикот за соединети заболувања, така да сепак е тоа проценка на онкологот. Проценка на онкологот, секако. Имаме гледач на линија, повелете во програма сте? Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Ме интересира рака за миомна матка. Сега е пронеден на 44 годишна возраст. Дали мора одма оперативен захват или може со некои чаеви од аптека нешто да се лекува? Миомна матка Да. сега открие. Добро, ова ни е малце надвор од темата, али не е битно, ќе одговориме на прашањето. Значи, миомна матка зависи прво каде е локацијата на матката, колку е голем, дали прави проблеми во смисла на интраутерини крварења, болки, притисок на мочен меур или на дебело црево, дали брзо расте, во смисла сега бил 2 сантима за 5 месеци е 6 сантима, значи има тука фактори кои што треба да се земат во предвид. Меѓутоа, сам по себе со чаеви, со такви работи, миом не поминува. Може да стагнира, евентуално да не расте, не од чаевите, него од самиот организам и евентуално да стане инактивен или малце да се исуши во менопауза. Меѓутоа, доколку расте, нема друг начин, иако има индикација за оперирање, а не сите миоми имаат, треба хирушки да се Меѓутоа, чаеви не поминува.
како што праша нашата сега гледачка. плацебо не можам се да кажам, меѓутоа доколку не прави во моментот било какви проблеми, може да се следи. Чаеви не се на одмет, меѓутоа дека баш директно би се нешто излекувало со чајот, нели јас како доктор не можам да го кажам тоа. Така. Имаме интерес кај нашите гледачи да им дадеме предност. Повелете, во програма сте? Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Имам едно прашање до докторката. Повелете. Оперирана сам пред 11 години, до 18 април ќе напунам 11 години кога сум оперирана од матката. Имам проблем со мокрењето. Сега сум запишана 3 години, ќе направам до 5 април како чекав за операција на гинеколошка урологија. И кога ќе биде таа операција, како ќе биде, се фаќа паника. Тоа е прашањето. Ви го разбирам прашањето, меѓутоа нашата гостинка не работи на клиниката за гинекологија и акушерство, туку е во клиничката болница Аџи Бадем Систина, така да не може да ни даде одговор. Кога ќе имаме некој гостин од клиниката за гинекологија и акушерство, слободно може да се јавите и да го поставите прашањето. Се надевам дека ќе добиете соодветен одговор. Имаме гледач на линија, повелете, во програма сте? Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав за вас во студиото. Темата ви е многу интересна, пријатна, нели, поготово за нас, понежниот пол. Имам едно прашање, не конкретно, значи, во однос на темава, значи, рак од јајници, туку нешто слично на тоа, да го наречеме и во превентивно прашање. Сум на 39 годишна возраст. Во неколку наврати, 3-4 пати, значи, ми се појавува кај крилото на матката нешто како вид на железа, каде што нели на матичен гинеколог одам, го сецкат тоа, да речеме, нели, хируршки, после тоа тече гној, крв и така натаму. Ми се појавува, да речеме, сега веќе 3-4 пати, дали, а имам и миом во големина од 2 мм, а исто така имам оперирана и градата во 2 пати од фиброаденом. Дали е тоа резултат во врска нешто со дојката или нешто друго, бидејќи кога сум одела на гинеколог, сум прашувала, не сум добила конкретен одговор, доколку е во можност докторката да ми појасни во однос на тоа, би била бескрено благодарна. Дали може би некои дополнителни испитувања треба да направи? Значи, вака сега фибромите и миомите на матката, иако е, значи, едното и другото е тумор таков фиброзен на двата органи, генерално не се поврзани, меѓутоа може да се случи некоја жена што и да има поголема предиспозиција на стварање на миоми или на фиброми. Меѓутоа не значи дека ако се извади миом ќе се намали фибром или нешто слично. Тоа што на грлото на матката сега не знам конкретно што како, тие жлезди што се воспалителни се викаат овуленоботи, се по природа воспалителни, не се некаква преканцероза, нити се нешто што е независно од миомите. Меѓутоа не можам сега врз основа на анамнезата да знам за што точно станува збор. Сигурно гинекологот што ја третира веќе знае, освен да можем, нели, ако сака пациентката дојде на преглед, да видиме за што точно станува збор за тие цисти на грло и боми, да се добие конкретен одговор после наша проценка. Така. Имаме гледач на линија, повелете, во програма сте? Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав многу до докторката и до вас. Сакам да прашам, да работи за 22 годишна особа, таа имаше многу време кандида. Одејќи на гинеколог заради кандидата му рекоа дека има полицистични јајници. Па сега ме интересира дали тие полицистични јајници ќе му прават проблеми за кога ќе се мажи, за да може да остане бремена, или што треба нешто да се предземи за долго време ја лечи кандидата, никако не може да ја излечи, и дали има врска тоа нешто со полицистичните јајници, и што треба нешто да направиме, и кај да се јавиме овде во Битола се јавувам, во Битола му дават многу маски, овие вагинални таблети, ништо не му помага, ама ме интересира најмногу дали полицистичните јајници
Може да бидат проблем за понатам. Проблем за бременост, да остане бремена. За 22 годишна. Да, 22 годишна. Значи, многу е битно во врска со полицистичните јајници, каков стат, дали пациентката добива редовно менструации, тие полицистични јајници, не значи луѓето имаат дојам дека тоа се некакви големи цисти што треба да се оперираат или не пукаат, тоа е буквално структура на јајник со многу ситни мали фоликули од кои што од нив не созрева една поголема јајце клетка во текот на месецот и нема овулација. Значи тоа е главната еден од главните карактеристики на полицистични јајници, со тоа што не значи дека овие жени секој месец немаат овулација или дека се неплодни, може да бидат поретки тие овулации или да не бидат на 14-ти ден, како кај жени што имаат 28 дена циклус. Може ли да бидат проблем за бременост? Теоретски може да бидат проблем за бременост или за лесно забременување ради тоа што не е константно овулацијата или на тој ден кај што е кај жените што немаат. Меѓутоа во денешно време има многу лекови кои што ја поттикнуваат таа овулација, каде што може да се направи, може и природно да забременат, така да не е некаков огромен проблем. Има жени кои што јајниците им изгледаат полицистични на ултразвук, па без проблем остануваат трудни. Така да секој случај е индивидуален, воопшто не треба да се секираат околу тоа што ќе биде девојчето кога ќе се омажи или кога ќе се сака да забремени, значи има чаре за тоа што би се рекла. Доктор Шуплиновска, која е возраста за појава на рак на јајници? Дали може и кај тинејџерки, кај помлади, или пак и овде после 50-та година? Пикот на оваријален карцином е меѓу 60 и 70 години, значи генерално е кај постменопаузални жени, редок е пред 40-та возраст, меѓутоа секако може да се случи и кај помлади девојки, меѓутоа тоа е да речеме релативно ретко. Сите бенигни цисти што се појавуваат во тинеџерска, да речеме и млада адултна возраст, преку 90% се бенигни формации. Така што кога има некаква циста кај помлада жена или некоја туморозна формација, шансите да е све окей, да е некој бениген тумор се многу поголеми отколку да е малиген тумор, меѓутоа секако секоја промена на јајник треба детално да се иследи, доколку е нели за оперативен зафат да се извади, да се испрати на хистопатологија, да се знае за што станува зборови и за зависност од тоа нели третман и следење. Од кога веќе ќе биде диагностициран рак на јајници, во зависност од тоа дали е прв, втор или трет стадиум, дали навреме или многу доцна е откриен, кој е процесот на лекување? Дали веднаш се оди на хируршка интервенција или пак имаме хемотерапија, зрачење? Во принцип, како што рековте, многу е битен стадиумот кај што се открива и по тоа индивидуализиран е третманот, меѓутоа најчесто се прави хируршка интервенција, се вадат матката, јајниците, околни некој ако има метастази или оментумот е тоа дел еден обвивка што ги обвива абдоминалните органи. Значи, пошто оваријалниот карцином се шири локално и перконтинуитатем се вика тоа, освен што дава и далечни метастази. Така е битно што поголемо повеќе малигно ткиво да се извади, тоа се вика циторедукција, да остане минимално или колку што може, значи малигно ткиво во организмот, за после тоа терапијата што следи да биде поуспешна. Последниве десетина години има напредок во генералното проживување од оваријален карцином кај напреднати стадиуми. Имаме нови некои курсеви на хемотерапија и конкомитантна радиотерапија, така што после иницијалниот оперативен третман доколку е возможен, вообичаено кај тие понапреднати стадиуми се продолжува со хеморадиотерапија во зависност од типот на туморот, се следат значи со испитувања компјутер на абдомен, на бели дробови, тумор маркери и така натако, со кои што се следи прогресијата и ремисијата на болест. Кој е процентот на преживување? Велите дека сега нели како напреднува медицината, така имаме се нови лекови, цитостатици. Се велеше дека до 5 години е успех за онколог, за лекар да каже дека може да биде процентот на преживување. Севкупното преживување за оваријален карцином за сите стадиуми е релативно низок,
45% за 5 години, меѓутоа за севкупно за сите стадиуми, за подоцнежни стадиуми е понизок. Меѓутоа, не треба нели да се обесхрабрат жените да влагаме сега во лоши проценти, сепак секој случај е индивидуален и успехот на болеста зависи од различни фактори, така што секој треба да се бори, да му се даде шанса да се избори со оваа лоша болест. После сите тие терапии што ќе ги поминат, и хируршки, хемотерапија, и зрачење, доколку нели има, колку се чести оние контроли кои што мора да ги прави жената? Па, значи, зависи од какви се нели иницијалната болест и што се очекува, меѓутоа во првите години, во зависност од договорот со онкологот, некогаш се во првата и почесто, ако треба и месечно тумор маркерот или после секоја терапија хемо се следи какви се тие маркери или компјутерна органи. Подоцна, ако има добар одговор на терапија, тие се разрачуваат, меѓутоа секако до крајот на животот овие пациенти остануваат на некои почести контроли секако од општата популација која што не е заболена. Така, доктор Шуприновска, времето за денешната емисија ни помина. Јас ви благодарам што бевте наш денешен гостин и што споделивте совети и искуства од вашето поле на работење, особено оваа тема која што ги засега сите жени. Благодарам на поканата.